Демонстранти вчера се собраа пред судот на југот на Русија барајќи казна за затворената украинска пилотка Надја Савченко. Рускиот суд денеска ја прогласи за виновна за наводна вмешаност во убиството на двајца руски новинари во источна Украина во 2014 година. Пресудата се уште не е изречена, а обвинителот побара затвор од 23 години. Савченко ги отфрла сите обвиненија. Овој судски процес предизвика реакции во Украина и во светот, главно со оценки дека станува збор за случај оркестриран од Кремљ. Савченко беше заробена во јуни во источна Украина, каде што се борела против сепаратистичките сили поддржани од Русија и легално беше префрлена во Русија. Лицата со Даунов синдром, нивните семејства и представници на невладиниот сектор маршираа во главниот град на Грузија Тбилиси по повод светскиот ден на Дауновиот синдром. Демонстрантите бараат поголема социјална вклученост и поддршка од грузиските училишта за децата со Даунов синдром. Лицата со ваква состојба се стигматизирани во Грузија, а некои семејства не ја пријавуваат диагнозата на децата, што им го отежнуваат пристапот до образование и здравствена помош. Азербејџанците го слават празникот Норус во стариот дел на Баку. Со прославата се одбележува персиската нова година и почетокот на пролетта. Танчери, акробати и факири ја збогатуваат прославата. Празникот Норус се слави на Кавказот, во Централна Азија и во делови од Блискиот Исток на 20 и на 21 март. Трансродовите лица во Пешавар во северозападен Пакистан протестираа против полициското малтретирање, покако што велат тепањето на луѓе од нивната заедница. Демонстрантите велат дека двајца трансродови луѓе биле нападнати од полицијата поради подготовки за роденденска прослава. Велат дека тоа не бил изолиран инцидент и трансродовите лица често се малтретирани од страна на полицијата. Пешаварската полиција не одговори на обвинувањата.